Што можат граѓаните да очекуваат од кандидатот за претседател Пендаровски? Јас сум, реков, дел од оваа политичка структура која изминативе 2 години се обидува Македонија да ја врати на онаа патека на која што беше пред 15 години. И при тоа направивме големи и тешки компромиси, преземавме голем ризик, меѓутоа бенефитите ги гледаме. Значи, во 2018, зборам за она што е најбитно за сите граѓани. Во 2018 бројката на странски директни инвестиции е 625 милиони евра, што е незабележано во изминативе 15 години, било која година да ја земете како репер. Тоа значи дека политичкото стабилизирање кој оваа власт го донесе на земјата носи и економски благодет. Премногу е ризично иднината на Македонија да ја ставиме во рацете на луѓе кои мислат дека треба да се вратиме назад, да поништиме се што е до сега направено и да се вратиме пред преспанскиот договор, пред уставните промени и се разбира, предпоставам тоа сака, да се вратиме во времето на груевизмот, режим каков што не е забележан во поновата балканска историја. Јас сум, значи, еден од оние луѓе и на следните избори во име на таа политичка структура ќе истрчам пред граѓаните да објаснам дека подобар пат, подобра алтернатива од ова нема, се друго е голем ризик, голема неизвестност. Јас мислам дека конечно граѓаните на Македонија заслужуваат подобар живот, наместо повторно да се враќаме во неизвестност, дали ќе не биде, дали ќе има државата, каква ќе биде државата. Ова е патот по кој треба да одиме. За жал изгубивме деценија цела, чекајќи да го фатиме исправниот курс. Јас мислам дека треба граѓаните да дадат поддршка на сите нас што се вложивме себе си заедно со граѓаните во еден проект кој значи европска, демократски и прогресивна држава. Што би требало да очекуваат граѓаните од Тиквешијата, таму каде што сте сега тука, Кавадарци, Неготино, Росуман? Јас туку што разговарав со некој од тукашните власти и чув некои податоци кои може само сите нас да не радуваат. Не само вие што живеете тука, него и сите ние што живееме во другите региони и градови на Македонија. По БНП во просек, ова е практично втора општина во Македонија, после една од скопските општини. Чув дека имате една од најмалите стапки, ако не и најмала стапка на невработеност, официјално 5%. И мислам дека ако сакаме Македонија да напредува, а мислам дека тоа ни е желба на сите нас, и да биде еден ден средена и богата европска држава, Кавадарци е една од општините која треба да има посебен третман од било која власт, сосема независно која е во владата во Скопје, било која политичка структура. Оваквите примери треба само да ги поддржува и да како добар пример ги покажува на сите останати општини и региони во Македонија.